Вие го следите новото издание на подкастот Сана на ти. Денеска во студиото имам еден млад музичар, хип-хоп артист. Може би помалку од вас го познавате како Давид Даниловски, повеќето сите го знаете како Young Daddy. Young Daddy конечно го имаме во студиото на Слободен печат. Добре дојде. Добро ве најдов. Драго ми е што вака ќе си помобитиме. Друг пат сме имале интервјуа, те третираме во Слободен печат, секако поддршка од нашиот медиум, меѓутоа вака во студиото еве за прв пат и мислам дека ќе имаме што да збориме. Ќе имаме. Морам да ве поздравам и фала за целата поддршка уште од старт. Так многу ми е драго кога давам било какво интервју за Слободен печат и сега еве денес имаме шанса така да се размоабитиме. Ете така, и веројатно да кажеме нешто што не го чуле за тебе. Нема да бидеш скржав во одговорите. Не. Да си кажеш се. Не, слободно. Ајде вака, 24 години, а веќе сериозен бекграунд зад себе, значи сериозни хитови зад себе. Лидија не можеме да ја скокнеме, последниот твој хит сингл кој што ја не знам дали има човек кој што не си го пее и онака не пробува да го извади од глава затоа што е скроз кечи и е хит кој што ќе трае веројатно, неверојатно туку сигурно. Меѓутоа, навистина прилично голем успех за толку млад музичар. Кажи ми, што беше она кое што кај тебе беше пресудно да почнеш да се бавиш со музика? Тоа беше многу импулсивна одлука. Ја така некако размислувам, може во подсвеста ќе ми стои работата долго време, ама дента кој ќе ми искочи у свеста одма ја сечам работата. Така да јас од дете сум сакал многу entertainment, сум сакал многу музика, сум сакал и да пеам, иако никогаш не сум се бавел со пеење. Ама така сум имал некоја желба да бидам на сцена. Сум растел со стари цедиња од Елвис, Битлси, после тоа почнав Еминем да го слушам и така некако скоро у сите жанрови навлегов. Дури немаше еден момент кај што почна нова ера во музиката, трап музика. И тоа беше многу популарно, ја кој имав некои 15-16 години. И тоа беше многу лесно да направиш музика, затоа што самиот правец беше така некако измислен да може секој било каде да направи песна. Многу лесно имаше достапни битови, тоа се значи мелодии на YouTube. И некако можеше секој, јас снимав на iPad музика во тој период. И така некако осетив дека можам да го правам тоа. Кога ги слушав овие устранство, пошто тоа највеќе беше актуелно во Америка, викам чекај бе, ја можам да го правам, се осеќав некако дека стварно можам, викам можам и подобро да го правам во мојата глава на 15-16 години. И така некако имав собрано пари од родендени. Ја сум си ги штедал тие пари секогаш, сум знал дека еден ден ќе ми треба за нешто што ќе сакам. Браво. Да инвестираш во себе, замисли. Браво, од родендени. И прва инвестиција ми беше микрофон со звучна карта. Ја земавме со мој најбољи другар и имав доле едно просторче кај мене у зграда, на дедо ми канцеларија архитектонска и таму седнавме и таму почна приказната уствари. Али буквално беше она дента ми текна, леле морам денес да купам микрофон и да почнам. И дента купив микрофон и дента почнав. И после тоа некако природно си трна се, многу брзо направив и песна. Имам доста добри организацијски способности, склопив од моја екипа. Да. И некако тоа беше базата за ја да почнам. Супер. Ќе стигнеме и до тоа како понатаму течеше текот на работите и како се гради кариерата твоја и ќе се гради. Ти си на почетокот, имаш уште многу време. Ајде малку да се вратиме за тоа какво дете беше. Прво, каде си роден, во кој дел од Скопје, каде живееше, каде го помина детството? Роден сум тука кај вас у комши на улица Македонија. Имам тука живеено 2-3 години, значи како бебе сум бил тука. Многу малце памтам, може би од слики само памтам, не сум сигурен буквално за кај живеев, меѓутоа како му доаѓа
Па може и на 4 години да си имам преселено во Дебармало. Така да Добро, пак е центар. Да, центарско дете сум. И цело детство ми е еве до сега во Дебармало. Така. Какво дете беше пало? Дете беше нервираше твоите, ги нервираше, им правеше Моите бели. ги нервирав многу. Да, ги нервирав. И од кога ми се роди сестра, мислам дека уште толку ги нервирав, пошто као деца злом го правевме цел стан, ке доаат дома, ние фудбал сме играле. А колку е помала сестрата? Па 4 години. Аха. Да. Добро. Така да, сум бил, мислам, сум правил бели, јас и у градинка, пример, ми текнува дека сум правил бели, у основно сум правил бели. Секогаш сум се дружал со оние што биле најгласни. Меѓутоа, секогаш сум бил снаодлив да не скршнам Така. многу од патот со оценки, со поведение, значи не сум имал такви проблеми, пример моите да доаѓаат на родителска да ги караат, меѓутоа секогаш сум бил у тие гласни друштва, дома сум ги малтретирал многу тврдоглаво дете бев и многу упорно дете кој ќе се зацртав нешто, немаше како некој да ме убеди. Тоа море готово. Да. И тоа мислам дека ми помогна на почеток за музикава и за се, меѓутоа мислам дека сега некако сум посозран, па знам да ги контролирам тие чувства, да не сум толку тврдоглав. Некојаш, знаеш, Мора да омекнеш да, некојаш. мораш да омекнеш. Плюс према постари мораш да имаш почит, ама дур си до некое време, дур си тинејџер, тоа не го сваќаш. Да, нормално. Нормално и тоа така и треба да биде дел од процесот од развојот. И сега, оној момент на малско живење, ти си од оние деца кои што сакаат да растат на улица или знаеш да се затвориш дома со видеоигри? Јас сум бил растен на улица од кога знам за себе, значи буквално имало моменти кај што не знам, уште на 8-9 години ќе ме пуштеле моите граница да играм. Не ни знаеле, ќе отидам ја од Девармало, ќе отидам до Карпош, граница ќе играм. Едно телефонче мало, онака не знаат ни кај си, ти не знаеш ни колку саат е, ама има некоја доверба, имаш одговорност и така сум цел живот растен. После, еве, кога сум пораснал, искачавме, се сеќавам, смиделе пешки, например, од Девармало екипа, идеме до Сити Мол тогаш. Се отвори Сити Мол и најако ни беше 600 деление. Иако сум гледал да фатам малце и да се дружам со луѓе кои играат видеоигри, а меѓутоа никогаш не ми била толкава пасијата. Јас поише од пример 2-3 сати не сум можел да играм. А тие што ми беа другари што игра видеоигри заглавуваа по 12 сати, например. Цело искачање мое, они уште игра, ја дури да се вратам од искачање, сум можел да влезам да играм со нив. Да. Така да, дефинитивно имаше пример Facebook, тогаш ние користевме и Facebook и некако мене поинтересно ми било на Facebook, тогаш така младци со девојчиња си куцкате у 600 делени, интересно ти е. И идеш у Сити Мол, после да се видите сите, значи тоа е од сите школи, од сите мала, доаѓаат у Сити Мол. Имаше едно место тука на Беко, кај позади Беко полициската, кај чешмичето, ние викавме чешма и таму исто се собиравме и правевме лом. И стварно до ден денеска многу пријатели што ги имам, се од тоа време, значи си ги запознал со лутање по улици у 607 деление. Ма тоа е тоа. Да. И така да, дефинитивно, ја не знам, ја дома не сум се прибирал. Па така и треба на улица да се расте, затоа што колку и да, знаеш, колку и да те воспитуваат, да, она основата од дома е тоа што ќе те научат твоите, меѓутоа улицата исто така мора да те научи на некои правила, да се снаоѓаш, да знаеш да комуницираш, да социализираш со луѓето, значи тоа е нешто кое што е неопходно, за жал денешниве деца не толку го имаат. Сега не си нешто многу искусен за да можеш да направиш некоја паралела, меѓутоа можам да те прашам, еве како млад човек, да ми кажеш твојот став, твоето мислење, колку мислиш дека социјалните мрежи ги сменија работите? Еве нека е дейтинг сцената, еве нека е пријателства. Па ја мислам дека премногу. Нели? Мислам дека многу, мислам дека
моментално да немаме телефони, нема да знаеме да се понашаме. Сега честни исклучоци, знам луѓе што ги одбегнуваат телефоните, меѓутоа и тие луѓе дремеле на телефони 15 години и сега некако бърнаут имаат. Да, Али генерално мислам дека многу менуваат. Јас имам Facebook од прво деление, можда тоа сум имал 7 години, а Facebook сум имал и има моменти кај што си дете и не разбираш како функционираат работите, па ги гледаш некои селебрити, ти сакаш да имаш, леле, сакам да имам 5000 лајка, сакам да имам ова, сакам Friends да имам волку, па си пишувате со рандом луѓе, онака не се знаете. Така да има дефинитивно, како не, ја знам многу луѓе од Инстаграм што денес се и во врска и многу имена така ми пишувале, па ќе се замоабетам некојаш, значи менува интеракцијата, начинот на живот, поготово еве со нас артистите, значи ако не си добар на социјални мрежи, ти немаш вредност како артист у моментов, у очите на луѓето. Не зборам за постари артисти, значи тие артисти што имаат веќе 40-50, тие изградиле фан база на база на природно некако, на имали интеракција со луѓе од концерти, од настани, од интервјуа што се гледа на телевизија. Сега ако го споредам тоа, значи нема како некој така да обстане. Биди најдобар музичар, биди образован, биди најдобар пејач, што сакаш биди, а ако не си добар на социјални мрежи, ако не си интересен, ако не вртат лајкови, views и така натаму, значи дека ти не си релевантен на очите на другите. За жал. Иако ќе кажам, сум имал песни што немале многу views, а ги пееле сите и се пуштали на радио и све, да не испадне контрадикторно, сепак мислам дека многу поголемо влијание има социјалните мрежи. Социјалните мрежи, меѓутоа добра песна ќе се го најде патот, верувај ми, и без социјални мрежи, без Да, можеш хит да извадиш, никој да не го чуе, еден да го чуе, да го пренесе на 5000 луѓе. И може нема да биде инстант хит, може ќе биде за година, може за 2, може за 3 месеци. Меѓутоа се слагам за тоа, ако е добра песната, да ќе си го најде патот и ќе ја слушаат во секој случај. А некојаш па има некои песни колку сакаш ти, промовирај ги, сервирај им ги на луѓето, нема да пројде затоа што не едноставно нема таа песна, го нема тоа што треба. Дефинитивно. Тој кечи момент кој што ти го имаш во твоите песни и браво и супер. Само така, само тери напред. Сега средното школо, каде заврши средна школа да? Во Ѓорги Димитров. И какво беше тоа искуство? Добро, супер искуство, бевме супер екипа, некои 7-8 души, се дружевме многу. Беше од тие популар деца, така? Па да, у тие кругови бевме. Имаше така у секој клас, сега кај нас бевме 7-8 души, ајде, плюс и девојки, уште, па бевме доста 10-15 души, што така излагавме, со сите се знаевме. Ја у Ѓорги ги знаев сите уште пред да отидам у Ѓорги, така да точно се знаеше. Тие деца што сме излагали во основно, што сме биле активни на социјални мрежи, некако се знаевме и усредно и нормално се ширеше кругот само. Али да, дефинитивно. И супер искуство, искрено. Првата година ми беше чудно, пошто не бев научен на таква околина, плюс требаше да идам до Карпош. Како идеш у школа, кажи ми? Па идев, се будев примеру 7:15, у 7:30 требаше да видам у средно. Да. И чекаш автобус, онака и 2 станици се возиш, пидеш пешки уша и си кажам, леле, сега кој ќе се буди. И сакав да се пребацам у Орце, меѓутоа у Орце кога отидов таму нешто ми кажа, има вајда не знам нешто сега, дека јас сум од Ѓорги, па деме ќе бидеш под мониторинг, а тоа беше пример, не знам, 2 месеци бев само у Ѓорги, ми сметаше што е далеку и некако, не дека е предалеку, него
Сега се будиш у 7:15, Орце ми е на 5 минути, Ѓорги ми е на 20. Да, да. И викам, ај Орце, идам и ми кажат под мониторинг и ме фати инат некој, викам, ки си останам у Ѓорги. И некако добра одлука беше тоа. Јас секогаш верувам во некоја судбина, онака се има причина. И супер искуство, супер професори, супер екипа, супер друштво, до ден денеска сите ми се блиски. Сега правевме 5 години матура, се видовме со сите се изнагошкав и стварно многу добри професори. Да. Така да, одлично искуство. Супер. Освен музиката, што сакаше нешто друго од предметите? Сакаш обштествени природни науки, како што те влече? Обштествени. Да, ја на пример лесно сум сваќал социологија, на пример, кога ќе седнам, одма сум знаел све. Значи, јас имав мислење дека пример социологија е предмет што мора да го има, пошто некако е најпрактичен предмет од сите предмети у средно што сме ги имале, затоа што те учи баш она да си спремен за општеството. Да. Пошто ниеден предмет не те учи да си спремен за општеството, а највише што ти треба е тоа. Е тоа, така е. Да, од основни работи, разбирање на меѓучовечки односи до она да сватиш која институција, што, како, значи све буквално основа за да искочиш утре од средно и да ги разбираш одредени работи. Исто бизнис ми се свијало многу. Јас сум бизнис ориентед, тоа ми е некако вајде и фамилиарно, пошто татко ми си има од нула основано фирма и некако сум го прател ко дете. Да. Што правел и мислам дека така имам, може и некоја генетика ми е тоа да те бива за бизнес. Да, и ме интересирало секогаш и лесно ми одало. Така да тоа. Сега пример економија не сум сакал, досадно ми било, затоа што имало многу термини, ја генерално имам некоја селективна меморија, практично, тоа нешто што е нелогично, непрактично, тоа секогаш го бирам, тоа ме интересира. У економија има многу термини што треба да ги знаеш, ама од друга страна не ти менуваат ако си обичен човек, ако не работиш во тој сектор. Да, ако не си стручен во таа област. Да, така да економија ми било така. Така. И што ќе беше, например, еве, да не се одлучеше за музика? Со што би се занимавал во животот? Па вајда бизнисмен, тоа сум го кажал у повеќе наврати, другаче не се гледам. Меѓутоа тоа може да бидам бизнисмен поврзан со музика пак. Можеш да бидеш. Пошто ме интересирало, имам бренд за журки, за настани, така да секако имам некој паралелен бизнис, се занимавам, меѓутоа пак е врзано со музика. Татко ми има фирма за плочки и санитари, можда ќе сум се посветил таму да го продолжам бизнисот. Можеби ќе отворев некој локал, можеби, не знам, може и тоа ќе го направам понатако во животот. Меѓутоа секогаш ми било музика. Музика ме смирува. Нема нешто што ми е поголема терапија од музика. Така да, сигурно. Може и нешто скроз трето, некој бизнес кај што има многу пари, па не знам. Али пари да се прават е битно. Па, зависи, да. Не, зависи. У музика е битно да има некој баланс. Да не те понесат парите. Меѓутоа, ако си скроз бизнес ориентет, сега, не знам, еве да продаваш, не знам, календари да продаваш, нема како да имаш ти пасија за календари. Ти имаш пасија за како да растеш како фирма, како продуктот, како да го продадеш што повеќе, да создадеш поголема побарувачка за да продадеш поише. Инаку каква пасија би имал ја у не знам, чаши значи различно е, според мене. А у музиката има пасија. Има и пасија и порив и нешто што те тера внатре да го извадиш тоа од себе. Тоа си е дадено. И тука е веќе емотивно, не можеш све да продаеш. Знаеш, некогаш ние имаме едно его, тоа е артистичко его. Не можеш ти се да продаеш нешто само за да го продаеш, за пари да направиш. Тоа е работа на менаџер, на букер. Они не гледаат пасија, само гледаат бизнис, како да продаат поише, не знам, албуми, цедиња, меѓутоа сега
Музиката треба Музиката да излезе не од можеш тебе. да си ја продаеш. Така е. Треба да биде парче душа твоја. Дефинитивно. Да. Сега, знаеш што сега те прашам, ова кога зборувавме за што би било, кога би било, кога не би се занимавал, дади би се иселил од Македонија некогаш? Па, да. Би се Да, би иселил. живеел во странство? Да. Имам живеено у Мадрид и у Милано. Не ми само онака за стално. Па, од тоа што имам видено, сум се гледал таму. Да. Меѓутоа, како што си имав цел да правам музика, така си имав цел дека ќе правам музика тука и дека ќе се бев за студирање и додава се вратам овде за да го давам тоа што треба да го давам, што го имам, што веќе имало публика која ме поддржала и некако се осетив дека цел живот ќе се каам ако не се вратам овде и не направам не го правам ова што го правам. Меѓутоа не е дека не ми се свртеле мисли еј тука е убаво, интересно е. Не е дека ја не сум од тие луѓе што ќе кажат тука е лошо за живење, тука е не се заработува, тука е многу тешко, затоа што сметам дека секој што работи и знае што сака, многу полесно може да направи пари него некој што нема компас па работи нешто што Да. е ради реда, тој што работи ради реда никош нема да биде задоволен. Меѓутоа не можеш да кажеш ни дека тука не сме сиромашна држава, дека немаме, дека стварно не секој може да искочи од Така е. од маки, од сиромаштија. Така е. Значи, Тоа е реалната слика за жал. тоа е реалната слика, да. Иако И не секој може да успее. Ма не може. Така да многу го разбирам тој феномен за луѓе што сакаат да си отидат затоа што едноставно може да најдат подобар живот, поише пари, поубаво општество. Не знам Ама и сега. тоа не ти е ветено. Не ти е. Не Нели? ти е. Многу луѓе се и се вратиле, јас знам и мои Да. пријатели и све. Така да за тоа викам, ако си фокусиран на нешто и работиш на некоја цел, И тука ќе ја направи. и тука ќе ја направиш. Можеби ќе ти треба многу време. Меѓутоа ако работиш нема како да не се случи. Само што тука имаме проблем ние со општеството што некако има некој стереотип, многу луѓе, многу тука јас себе кога сум почнал, сите ти викаат, абе нема шанси. Нема како од ова пари да преш. И кај нас многу често луѓе се откажуваат. Јас знам многу луѓе што им викале немој да преш музика и они не прават музика веќе. Мои другари, мои соработници, лошо е ова, не го вади и не го вадат. Не ја вади Пробај. песна, ама лошо е. Или на пример седим во студио, правиме песна со некој колега. Отишол дома, му рекле не е добра песна, да не ја вади. Јас не сум дозволил никој ништо да ми каже. Дома не смеам да ми кажат. Така да тоа мислам дека Сам упорноста... себе си најголем критичар. Да. Мислам дека со упорност, со посветеност и тука можеш многу да направиш. Тоа сум го сватил со тоа што сум направил паралела која не работам и која работам. Која работам има успех. Значи, Да. ако изградиш тим, ако се посветиш, ако уложиш, ако цело време работиш, ќе ти се врати се. А ако ти лежиш, си извадил некоја песна и таа песна каква и да е нема да пројде. Некако универзумот ти враќа со тоа што колку даваш. Се трудиш така. Е тука може многу да те влечат, абе нема, или што ќе работиш толку, ај па за друг ќе работиш или ова. И некако сите гледаат да работат колку да заработат. Многу малце од луѓето се посветуваат на некоја цел. А до сега сите што ги знам што се посветиле на некоја цел им успеало. Дури да не ти успеа, ако не се откажеш, ќе ти успее од втора. Да. Ако не од втора, од пета. Меѓутоа, тие што биле упорни секогаш им успева. Ма како се што не, прават. има еден куп успешни приказни, тоа е така и ми се допаѓа што вака млад човек вака размислува како тебе и тоа е супер пример за оние кои што ќе сакаат можеби да и Па се да, ова е за занимаваат тие со- што не гледаат да се мотивираат затоа што еве ја немам никаква музичка позадина, немам ништо. Сите ми се смееле кога сум извадил првата песна. Сите. Стварно. Никој не ме поддржал нешто да кажеш. Сум имал поддршка од дури некои по-рендом луѓе ме поддржале него Блиските.
блиски. Сега фамилија ме поддржала. Нормално си тоа. Меѓутоа и они на почеток не е дека биле 100% сигурни. Они сватија кога ја отидов вториот спот отидов у Гостивар, се споив со екипа, они има снимано за албанци само и рекоа дај да снимаме за некој македонец за да се пробиеме и на тој пазар. Ја викам ајде. Отидов у Гостивар, направивме спот, снимавме и на Галичник и За која песна беше тоа? Пина колада. И стигам дома и ја пуштам песната и тука моите сваќаат дека ја actually одам сегде и се борам за себе и договарам и спотови, и снимам и Се сам. све сам. Браво. И дека ми е стало и кога сватија дека го правам тоа и они ме поддржаа. Меѓутоа на почеток никој не те поддржува, никој не верува. Сите сакаат да ти се смеат, сите едва чекаат да извадиш нешто за да те заебаваат у друштво, да те оговараат. Ама ако ја пројдеш таа бариера, што траело, не знам, година дена. После тоа немаш стоп. После тоа сите те поддржуваат. Ако направиш првиот успех, те поддржуваат. А тоа не е така меѓу артистите. Артисти што се квалитетни, успешни, ќе те приметат и ќе ти дадат шанса. Да. Мене тогаш ми дадоа шанса, значи Секси Марса ми даде шанса, ми даде шанса Бон Праскиза да имаме песни, ми дадоа шанса и други луѓе што беа во индустријата што ми ја пушта музиката. И тоа некако ми даде мотив да работам. Тоа е кога ќе влезеш во тој комјунити, поготово порано имаше такво траперско комјунити. Сите трапери се поштуваа меѓу себе, некој бил подобар, некој полош, некој поише го бивало за текст, некој за битови, меѓутоа имаше убав комјунити кај што си се поддржувавме и тоа ме влечеше напред. Да. Работата, сите други позадина Да. само лоши зборови има да кажат. Тоа за лошите зборови многу ме интересира. Како ги доживуваш тие моменти кога онака те обесхрабруваат и кога ти кажу и кога се соочуваш со лоши коментари, со хейт коментари, со лоши критики, кога не е добро, а што прешти, што се занесуваш. Тоа не е лесно секој. Многу луѓе се, као што и сам кажам, многу луѓе ги одвраќа тоа и као се откажуваат и тоа е тоа. Како го помина ти? Па ја решив дека ако се бавам со јавна работа, дека нема да ме Заобиколат такви работи? па да, ема дека нема ни да ме допрат. И не ме допираат. Никогаш, ни од прв ден. Никогаш. Ја сум многу сензитивен човек, така. Иначе си емотивче? Емотивен сум многу. Ама за јавни не за туѓо мислење некој не ми е гајле. Да, мораш гард да си ставиш. Емотивен сум за некој близок. Надвор од тоа сум си ставил граница од старт, затоа што тука живеем во општество како што живеем, има многу несрекни луѓе, има многу луѓе кои ти завидуваат, има многу луѓе кои за жал не се доволно образовани за да разберат некои работи. И сум го сватил тоа од старт и некако знаеш она хейт комент кој ќе прочитам ми е како кога седам со некој што не ми е на ниво мојаве да правам. И само го игнорирам. Така сум си го сватил уште од 17 години, така останало. Добро, па тоа е одличен начин да се заштитиш од тоа се. Да, се случува многу ретко да избришам некој хейт коментар, не затоа што ме повредува, туку затоа што, например, не знам, има некоја предобра слика или некоја најава и сега се убави коментари, некој земал се направил паметен, тропнал нешто што скоро онака. Да, јасно. Инаку ќе оставам на YouTube, оставам коментари сегде. Обично на Instagram, пошто е некако полично. Да. Некоја будала ако ми пише нешто ептен, го бришам. Така. Кажи ми, дади приватно со дади на Instagram, тоа е? Па генерално е. Генерално е. Само што на Instagram знам не да испозирам во моментот, инаку е. Добро, па са нормално Instagram е треба за позирање. Јас сватив дека ме сакаат луѓето пошто сум природен и си останав природен.
А секогаш тоа е клуч онака за да си близок, за да те чувствуваат дека не си над нив, знаеш, како се поставиш над нив, тогаш веќе Па не сум сакал. Ја кој да ми пише му враќам, со кој да се видам на улица си правам муавет. Никогаш нема она сувопарно или глумење лудило. Пошто знам дека луѓето се тие што доаѓаат и плаќаат карта за мене и што ме поддржуваат и не можеш да си ти артист без да имаш поддршка од другите. И треба да дадеш за да добиеш. Така да секогаш гледам да ги поддржам. Супер, затоа те сакаат. Сега, ај малце приватно да те чепнам. Ајде. Памтиш ли кога си имал прва девојка? Уф. Гледај сега, сум имал прва девојка и прва девојка. Добро, и двете кажи ги. Прва девојка, она прва девојка која сум имал девојка, пример прва девојка, ајде да бидеме дечко и девојка, у девето деление. У девето деление ми била прва девојка. Не сум имал такви оние у шесто, у пето. Добро. Не сум имал. Не, меѓутоа прва девојка така у девето ми била, но траело пример 5 дена. Толку. 5 дена. Значи, тие 5 дена мислиш дека е најако, петиот ден толку ја кратам работата. Ама тоа било пошто јас сум таков, исто импулсивен и ми текнува ако дете така размислував. Ке имам девојка 5 дена, ја кратам работата, после ќе имам 3 дена, ја кратам работата. И зошто ти се одсвиѓува или што е проблемот? Ми се одсвиѓува, као дете некако имав чуден вкус имав као дете. Цело време мани некако почесто наоѓаш, не разбираш суштината на една врска, на љубов, на ништо. Све ти е ново некако. Да. И мислам дека не ми беше у комфорт зона и да, не ми беше у комфорт зона и чудно ми беше некако. Чудно ми беше да се приврзувам за одредена личност, а тогаш бев со 5000 луѓе надвор секој ден и некако сикам се, девојка ми потребала, млад сум. Тоа некако и, знаеш, инфлуенси од дома и од друштво. И така сум размислувал тогаш, не сум размислувал многу со моја глава. Да. И сега прво за љубување. Ама за љубување. Значи не оваа ми се свигела со неа, сум бил 2 месеци, сум ја сакал. Не онака баш да патиш по некого, баш да осеќаш дека тој некој ти треба да ти е до тебе. Па. Глеј, многу е Многу е тешко кога треба да се преракува. Не. Субјективно е што е љубов и како си заљубен. Како си ти заљубен? Ја Знам дека ова највише ќе ги интересира од Ја мислам дека сега како што сум заљубен, не сум бил така заљубен. А што сум мислел дека е љубов, било првпат на 17 години. Добро. Имав девојка, не знам, година дена се гледавме нешто така. И тогаш мислев првпат дека сум заљубен, затоа што стварно се давав 200%, онака, знаеш сега, ти си маж, треба да угодиш на девојката од секој аспект. Провайдер. Да, и првпат го осетив тој момент. Меѓутоа, како ете сум имало тогаш уште 4-5 врски сигурно. Не сум сватил дека и тоа што сум го имал било може тоа што вика дали прва љубов или Добро, различно ја перцепираш на различни години љубовта. Да, незрело ја гледаш и мислиш дека тоа е љубов. И сега сваќам што е љубов. Многу е различно. Многу е различно стварно. Меѓутоа тогаш сум мислел дека тоа е љубов. Со тоа што некако не знам до сега кој да сум раскинал и па дури тогаш не ми требало поише од 2 дена онака да ми е жал. Па добро, значи не си бил вистински влюбен. Па тоа сакам да кажам кој ќе сега сум у врска и се осеќам некако малце и повозрасно и по на друг начин заљубен. Така да не знам, од претходните ситуации не сум имал проблем да се одделам од партнерот одма. Онака
Не знам. Така. Така И па да- тоа е тоа, значи не си бил онака да Да, патиш меѓутоа, по некого. значи првата врска, трчање секој Нормално. ден, Да. фалење по сите, излагање секде, 300 ситуации, тегнење низ градов. Да, меѓутоа така, првата врска доста токсична ми беше и мислам дека и во моментот тоа и ме влечело пошто ти било интересно. Да. Се сакаш, па се караш, па се тегнеш, ама сватив после дека моментот кога малку повеќе созрев, сватив дека тоа не е за мене и одма се одделив. Да. Пошто сватив дека тоа не е љубов. Не е љубов да земеш со некој да си токсичен, треба да растеш заедно. Така. Така да Што е она што кај партнерка не би можел да преминеш преку тоа? Што е она заради кое што би рекол, ова не поминува кај мене? па неверство е прво. Тоа е сигурно. Второ е, например, да немам поддршка Така, многу важно, така. и не можам со Ти си јавна личност, ти имаш значи настапи, заглавувања. разбирање. Така е. Разбирање. Многу ми е Така е. битно разбирање. Мислам дека тие три работи многу страшно ме иритира девојка што нема перспектива. Значи, не можам да сум со таква девојка. Сум бил и сум ја прекратил работата. Не можам со девојка што нема цел, нема иднина, не гледа да прогресира, не можам. Едноставно, тоа може да трае неколку месеци. Со оглед на тоа што си амбициозен млад човек и сакаш да грабиш напред, ти треба и таков партнер. Некој да тебе, што така. ќе гледам дека се труди, ушто и да го интересира. Те интересира се сликаш, сликај се. Битно да те интересира нешто, да си посветен, да гледам дека ти е стало, да видам карактер што Да. се нервира ако нешто не е кој што треба. Тоа мене ми е многу битно да е некој човек таков. И многу ми е битно кај девојка, ете да не кажеме само и лоши работи, битно ми е девојка што ги гледа јасно работите и што мене некако ќе ми даде памет. Пошто мислам дека жените имаат многу поголема емоционална интелигенција, онака Да. проценуваат ствари, не е за џаба, онако ќе седнете негде и некоја девојка ќе рече ова ми смрди нешто. Знаеш дека Не е за тебе. да, нешто има. Да, имен, да. Мене ми се случувало многу така, со многу случаи кај што девојка точно ти предвидува нешто. Ние сме Таа многу женска интуиција. Па да, има рационалност. Ние некако се летаме со главата од зид, такви си. Сега не Да, не е да, дека не значи дека сме глупи, едноставно од некои работи сме малце поограничени од жените. И Па да, ама и тоа за летување. Знаеш, тоа е така потипично, мажите знаат да се Да. излетаат и после да им текне што бе, уствари не го сакам јас. да, На почетокот така е за као, све, и за ура, жена, ура. и за работа, и Да. за се. Да, така. Има момент на импулсивност. Онака, лера, сега идам со главата од зид. Да. И Ова е некогаш тоа. успева. Да, добро. Тие што се цело време со главата од зид им успева од трета, од пета и им успева све. Да. И ама ги гледаш, онака знаеш дека сигаш овој човек е со главата од зид цело време, ама и тие луѓе се успешни. Така. Сега го спомна неверството дека не бе простил. Ти се случило да те изневерат? Па не ми се случило да знам. Добро, значи Не ми се случило. не си дознал тоа. Не сум Не дознал. ти се случило толку. Не сум дознал. Ми се Добро. случило некои такви работи не неверство, ама Да чуеш муабети, ја видовме ваму со овој со. ми се случило и такво нешто, а и одма кога ќе раскинам да отидат со некој мој другар или така Ау, натаму. дали? Имало такви ствари. Имало такви Жени. ствари. Да. Да, али Знаат така да повредуваат жените. да бе, ама тоа кај мене контраефект прави. Уште толку ми се Толку. одмилува. Ти веќе после 2 дена си ја заборил? Да. А да. си изневерил? Па сум, Имало. Сега да видим. сум, Добро. ама Не Па било ќе кажам- сериозно, а? па ќе кажам кога не гледаш со некој нешто, не е дека сум изневерил за да изневерам, туку
не сум се осеќал добро во врската, сум сакал да ја прекинам, не сум имал момент кога, сум искочил негде, ми се случило Клик. клик и сум изневерил, после тоа Так. ја прекинуваш врската само, или тераш ако мислиш дека Да, јасно. дека можеш да ја изиграш работата. Меѓутоа не поддржувам неверство. Тоа сум го правил кога сум бил помал и кога не ме интересирало да градам иднина со некој. Мислам дека има некоја љубопитност кај младо дете, кај што едноставно не знам сега имаш некоја врска и сакаш да видиш и нешто друго. Да. И некако, не знам, тоа мислам дека кај мажите па и почесто дур се помлади, Да. пошто Да. има момент на некои докажување глупости, што сега на пример ги гледам онака банално и не би го направил тоа. Кога имам зрела врска не би го направил Да, тоа. јасно. Супер. И не поддржувам. У ниеден случај неверство. Добро. Иако сум го направил помал. Така е, незрел се бил сега. Да. Дека со зрени фини ставови имаш, ми се свија. Ајде малку, мислам дека може да ја закружиме темава на љубов. Заљубен си е, најдобро, стрикно најдобро. заљубен. Да. Да не чепкаме веќе. Кажи ми стравови. Имаш ли стравови некакви? Се плашиш ли од нешто? Мислам, не зборувам за фобии, мада и за фобии може да се каже. Имам страв да остарам. Добро, Имам Young страв Daddy. Да, не за джабе Young Daddy, страв имам да остарам, стварно. Че еве сега 25 треба да напонам, Добра. страв ми. Аман. Страв ми, имам Зошто? притисок од сакам да сум млад цело време. Добро, може доека да остариш, ќе страв измислиш од некој смрт, еликсир. имам страв, имам некои такви работи, страв, имам страв од неуспех. Немам страв да сгрешам, имам страв да не успеам. Добро. Ми стои тоа ако имам 50 години, дека ќе ми биде криво ако сега не направам се што ми е зацртано да направам. А се што ќе направам што ми е зацртано, после само ми ја дига бариерата. Да. Така да, тие се некои стравови. Сега вака, не сум викал дека имам страв од висина, ама од 20 кат кој ќе видам надоле, ми се врти. Нели? Некако така. Ми се врти. Има некоја незгодно чувство, а никогаш не сум го перцепирал као страв. Меѓутоа, од многу високо знам да изгубам баланс. Да бе, да те влече. Добро, тоа не е некоја фобија, тоа веројатно Да. сите го имаме, а Не не знам. дека нешто Не знам. посебно. Немаш проблем со авион да се возиш, нема? Воопшто. Па добро, па да. Уживам. Адреналин. Сакаш адреналин? Сакам, ама на чуден начин адреналин не е, например, сега банджи джампинг да идам да скокам. Не, тоа не те влече? Ме влече така, например, не знам, скроз би се тркал со коли, например. Аха, добро. Скроз би се тркал со коли. Возам скейт. Ме влече да направам нешто што не ми е у комфорт зона. Највеќе адреналин ме влече психички у бизнис, у такви ствари. Да направам нешто што, знаеш, тука е оганот и вага да влезеш и да искочиш и да е све како што треба. Да. Да склопам нешто што е невозможно. Тоа највеќе ми, како ќе искочам од некој состанок или кој ќе направам нешто, еве, песна што ќе пројде или ова, тоа највише ми буди нешто. И ролер костер обожавам. Така да, Стварно? да. Не ти се прави такво? Не, ми се свига ролер костер. Се свига да се осеќам така некако дека летам, ама не ми се свига банджи джампинг, страв ми е од банджи джампинг. Па, да, и мене. Не знам тоа, страв ти е од чувството или страв ти е дека нешто, не знам, ќе се зезне, дека ќе се откачи? зезне. Аха, тако Дека ќе се страв. зезне. Аха, А и општо да рипнам, да скокнам ми е најтешко. Па да. Па затоа што Скокот ми е најтежок. Да, да, Иначе не мислам дека откако ќе го направам дека ништо нема да биде. Јас сум таков, знам да видам коркач и кој ќе се заврши
Действието си викам, па ова лабаво можам сега секој ден да го правам. Па да, тоа е тоа соочување со стравот. Кога ќе се соочиш, после веќе не се плашиш. Ми се свиѓа да се соочам со стравот. Ми се свиѓа тоа чувство. Да. Ама не е дека го преферирам цело време. Так. Али јас сум човек што се цело време си става некој предизвик. Ете, сум се фарбал, сум се облекол вака, така, сум се појавил таму, сум направил ова на спот, сум направил она. Им верам на луѓето. У моментот ако некој ми рече направи го ова, ако мислам дека треба ќе го направам. Да. Сакаш предизвици. Да. Тоа сакам. Да, тоа е супер. Се што ти е предизвик онакава, не можам. Да, да видиш. Тоа. Да, тоа се гледа и во се што постигнуваш. Кажи ми, вака до сега, кога ќе си направиш ретроспектива на тоа што си го постигнал, задоволен со себе? Да. Немам некое големо каење. Имам каење дека не сум работел константно кога сум требал, но еве сега влагам свесно. Некако од кога напонив 24 све ми е некако посвесно. Влагам свесно, се работи цело време, излегуваат многу песни, спремаме огромни проекти, огромни настани, така да се надевам дека овој пат стварно ќе биде тоа што треба да биде. Ама и до сега, ама чим така? Јас имам притисок на себе, ако не работам, си викам дека сум лош, ако работам си викам можеш подобро. Ако тоа е добро. И така работам. Тоа е добро. Али задоволен сум од тоа што сум го направил. До сега се што сум зацртал сум остварил. Сега имам нови цели. И кои ти се целите, например, вака? На што целиш? Целам регионално да ја прошириме музикава, да имам соработки со регионални артисти, Хрватска, Србија и така натаму. Не е дека не сум имал у Србија и дебют и све, меѓутоа целам да соработувам што повеќе натака. И веќе имам пуштено некои пипци натака. Браво. Целам да напунам сала, целам да стварно изградам кариера која ќе биде долговечна и целам да направам музика која ќе се пее со генерации. Сакам да имам 60 години, да гледам како млади луѓе ми ја слушаат песната. Тоа што ние го правиме сега со постариви артисти. Так. Пошто не можам да имам слика за ново време. Сепак многу побрзо поминуваат работите. Така да тоа ми е цел. Мислиш дека си спремен сега да наполниш една не знам, Борис Трајковски? Па ќе видиме. Ќе видиме. Јас мислам дека сум. И јас мислам дека си. А ќе видиме. Ќе видиме тоа, не можеш да знаеш, меѓутоа ја мислам дека сум. Да. И мислам дека работам да направам едно шоу и мислам дека у мојата бранша нема некој што у глава му се врти многу луд перформанс. Така да стварно сакам да се дам за луѓето, за публиката. Тоа ми е целта. Јас знаеш, еве сега имав еден настап у Кавадарци, вика уште. Мене тоа кога ќе го слушнам, вака се ежам. Да. Сакам да дам што повеќе. Да. Ма нема поголема награда за артист. Стварно нема. Онака кога ќе застанеш и кога ќе видиш дека публиката те сака и баре уште. Нема, тоа е најбитно. Да. Тоа е најбитно. Да. Да ти која е Лидија? Лидија е ситуација. Да. Значи целата приказна е real. Добро. Сега која е Лидија, никогаш нема да кажам. Не кажуваме која, ама дај барем кажи ја ситуацијава. Ништо, Лидија е приказна буквално на Као седиш со реална седам приказна со се друга десила. девојка и ми звони Некоја. да. Океј. А, Која ти ова? Која? која ти е ова или не дигаш или се правиш глуп или ова сум бил у такви ситуации порано многу повеќе. 2021-2022 Да. така пред 4 години сум имал многу такви ситуации. И од таму се и Бести, и Сара и Да. така да
се е некако инспирирано, приказни се реални, луѓето сакаат реално да слушнат. Ја многу артисти кои ќе слушнам некоја песна и некој збор што не се користи и се чудат зашо не прошло затоа што не е народски. Не, ние сме млади луѓе. Ако не го поводиш конкретниот збор, нема да разбере Gen Z генерација. Да. Тука е добро што и постари. Ја разбра приказната, меѓутоа некако реално е и тоа продава. Па добро сега, нели сигурно знаеш дека еве ние постарите за Лидија. Да, Која да, Лидија? знам. Остатокот Значи, кој? мене ми се јавија дека во старечки дом ја слушаат песни. Да. И знам дека ете тие што имаат и по 18 години има многу Лидија што се викаат. Да, има. И се користело сега, да, што е финтата право. од 60-ти, 70-ти. Од тогаш. Да, Знам и од татко ми. Мене тоа ми е најверојатно и од татко ми подсвесно. Да, ма Искочува како на површина. залепи. Не знам ни ја како залепи. Ептен. Требаше да залепи, вака од горе ми дојде и Да. одма ја само ја кажав. Излезе од 10 минути. Браво. Нека има уште многу такви. Ајде пред крај, тука сме негде Да? пред крај, да. Ти стварно си зборил многу. Да, ја ти кажам, може да му обетиме до задутре. И тоа да. рачунај, не сум расонет. Да, Да тек се на расонам. Сеја таман ме расони. Да, сега продужи си негде на кап. Да. Ајде за крај да ме кажеш што прави Дади кога е сам. Кога е сам, Сакаш тишина, сакаш музика, сакаш... вежбам. Добро. Вежбам, се вратам после вежбање, седнувам, или ќе гледам некоја серија, или седам у тишина, или пуштам музика, или скролам на TikTok онака уморно. Пошто не сум сам долго време. Значи, Па да, тоа се ретки моменти, значи затоа јас те сум прашам. сам 2-3 сати пред спиење, или сум сам 15 минути пред спиење. Сум 15 минути пред спиење, скролам и спијам. Сум сам повеќе време, си пуштам музиче, или гледам некоја серија, обавезно мора да е шпанска серија. Да? Да, многу нема друго нешто што ме влече. Стварно? Ето, видиш, не знам. Не можам амерички, многу ретко гледам амерички. Девојка ми ме тера амерички да гледам, иначе шпански ми е тоа што Ја, знаеш, го имаш научено бар малку шпанскиот? го разбирам. Го разбирам. Значи, и дека живее во Мадрид 6 месеци, и дека некако толку време гледаш и најбрз начин да научиш јазик е со слушање. Да. Меѓутоа сега не го зборам ја со некој за да знам. Да. Меѓутоа разбирам доста ствари. Супер. Знам да отидам до кујна, да пржам јајце и да слушам у позадина што се дешава и сваќам. Да. Сега не све, ама Па добро. има доста. Тие се фрази, знаеш, они многу често истите фрази ги користат како и ние у Скопје, например. Они имаат таму 10 фрази. Да. Одма знаеш кој контекст е. Да. Супер. Дади, фала ти многу што одвои време и што стана вака порано за да дојдеш на Многу рано, да, снимање. многу рано. Многу рано за тебе и многу успех. Знаеш, Фала тука многу. сме секојаш за се што ти треба. Фала како ви многу. медиум и Фала ви. се гледаме за убави работи. Фала ви, се гледаме за убави работи. Така. Супер, најбоље медиум. Фала ти. Вам како и секогаш фала, ви благодариме на вниманието. Знаете дека подкастот Сана на ти го следите секој петок 19:30. Се гледаме, чао.